Штипскиот универзитет Гоце Делчев со големиот број факултети и студиски програми се повеќе го привлекува вниманието, што се докажува со зголемената заинтересираност, односно се поголемиот број на студенти. За потребите за реализирање на предвидената настава преадаптирани се повеќе објекти во сопственост на општината, а за таа намена интерес покажа и едно старо штипско семејство, семејството Караѓозови. Наследниците на првиот македонски хирург кој потекнува од Штип, Панче Караѓозов, на универзитетот ја подарија семејната куќа која се наоѓа во Ново село, бидејќи сакаат да имаат свој придонес во името на образованието да се зачува културното богатство на ова семејство. Драго ми е што куќата ќе остане во спомен, затоа што градот Штип многу медицинари, многу лекари даде. Панче Караѓозов го вика нејмарот на македонската хирургија. Ценевме дека ова нема да биде на одмет, да си ја добие таа силина, да си ја добие таа традиција, функција и да биде вечен споменик. Мојот дедо, тоест таткото на татко ми Александар, по кога сум ја закопан овде во оваа црква, така да и ова нека биде една композиција, да кажеме, на убави и сведоштво на традицијата. Куќата потекнува од почетокот на 19-тиот век и е заштитена како културно богатство, а Караѓозови од универзитетот добиле гаранција дека ќе биде стилски реновирана. За преадаптирањето на куќата ќе претходи изготовка на потребните проектни документи. По оваа исклучителен потек на фамилијата Караѓозови се надевам дека нема да биде последен. Се надевам дека и други фамилии, ценети фамилии, видни фамилии во Штип ќе тргнат по овој, да кажеме, потек на фамилијата Караѓозови и дека универзитетот ќе има и такво делче кој се однесува на завештанија од познати и ценети фамилии од Штип. Знаете и самите, Ново село е под заштита на спомениците на културата. Целокупна документација да обезбедиме финансиски средства и се надеваме дека почетокот на наредната година може да почне да ради работа. Откако ќе се реконструира и преадаптира, куќата на Караѓозови ќе се користи за потребите на наставата на студиските програми и на катедрата по историја и археологија при Факултетот за општествени науки.